Барања су многу јасни и читки да се обештети овај категорија на работници со 6000 денара за колку толку да можев да изигравав, а не да бидев нормални граѓани на овој општество. Морам да потенцирам. Исто така сме излезени за да се престане с уцени, да се престане с запретувања, заплашувања, да има повише демократија, значи, а не да нам реди без вези и неосновано прекршечни изјави, пријаве за да нас заплашуваат. Јас можам и уште само да додам дека треба да земат пример сите, значи, градоначелници у сите градови каде што има стечајци како наш градоначелник господин Зоран Дамјановски и да се приклучат на стечени работници за да поможат на стечени работници побрзо да ги оствари своји права и да бидем, значи, доследни, да ги помогне у субвенционирање за комуналije или било на кој начин да ги помогнем на стечени работници. А не, ако се од владајќу партију, да се трзав на страну и да не ги интересира за оваа категорија на работници. А пред избори еве беше донесен закон 70 луѓе колку беа опфатени за тоа обештетување, добиваат ли пари воопшто или што се случи? Управо затоа и расне револт у стечени работници од тие манипулации. Значи јас како што реков дека од 3000 и 1700 ќе бидат обештетени. Така се изјасни, значи, и Завод за вработување, така се изјасни и влада на Република Македонија дека се 1700 згрижени со тај закон. Што значи дека не су ни толку згрижени. Јас можам да тврдим дека нема ни 1700. Така што уште еден манипулативен закон, уште едно делење на вакви-накви стечајци, а сите сме останати не по своја вина без работа. Така што јас мислам дека е време, дека над 15 година одиме по улица и дека влада се мора да седне и да го реши во горчливо прашање со еден закон за да се отфати све категории на стечени работници и да се заврши овај борбата на стечени работници.